Одложените надпревари од првата и втората кошаркарска лига поради големата трагедија во Кочани добија нови датуми за одигрување. Во првата лига ќе биде доиграно 20-тото коло, каде Вардар утре ќе игра против Тиквеш, а пак Работнички против Куманово во меч кој е закажан за среда. Претходно од ова рунда беа одиграни 4 надпревари. Шампионот МЗТ Скопје го доби тимот на ТФТ со 74-68. Чаир дома беше поразен од Пелестер со резултат од 64-69. Шкупи забележа победа над гости од 90-79, а пак Фенис дома загуби од Кожув со 72-80. Од 80-тото коло на втората кошаркарска лига беа одиграни 2 од 6 мечеви. Кошаркарите на Соколи од Штип со 80-53 беа убедливи против Струмица, а пак Бутел забележа висока победа од 73-56 над Борец. Вечерва екипата на Водно Сански игра со фаворитот Маđари, утре Црндрем ќе игра со Мегабаскет, а пак во среда Работнички 2018 против ланскиот прволигаш Охрид, а пак вториот тим на МЗТ Скопје со фаворитот Ангели. Во рамки на 12-тото коло на првата женска кошаркарска лига ќе се одигра мега дербито меѓу лидерот и шампион Баскет Кам и второпласираната Крива Паланка, екипа која има меч помалку во однос на екипата од Крива Паланка. Мечот е закажан за вечерва. Претходно ова рунда беа одиграни 2 надпревари. Бадел беше убедлив против Пробаскет со 72-59, а пак МЗТ Скопје загуби од Вардар со превисоки 60-94. Од првата Б женска лига Шкупје вечерва ќе игра со Спортимо Неготино, а претходно беше одигран еден меч, каде Струга со 70-42 го декласираше тимот на Ринја Баскет.